Не смее да се генерализира и да се доведува во прашање квалитетот на храната која завршува и на домашните и на странските пазари, доколку се откријат поединечни случаи на овоше или зеленчук, кај кои се детектирало недозволено количество на пестициди. Македонските пиперки со опасен пестицид кои завршиле на хрватскиот пазар е вест и сензација за медиумите. И во нашите земји завршува огромна количина храна од трети земји, која не ги исполнува стандардите, но тоа не е аларм дека не чинат сите производи кои се увезле. Тоа значи дека сите земји, не само од регионот, туку и пошироко, покрај контролите, треба да воведат поригорозни казни, да се бара дури и кривична одговорност за производителите, а не само комерцијална одговорност, укажуваат експертите од регионот. Само на тој начин ќе се спаси целокупниот аграрен извоз на било која земја која се соочува со ваков случај. To što je sa granice vraćen neki kontingent bilo kog voća ili povrća gdje je nađeno nešto da prelazi granice... Тоа што од граница е вратен контингент од било кое овоше или зеленчук, каде е најдено нешто што ја преминува границата. Тоа не значи дека ако ја јадете таа пиперка или јаболка, дека ќе се отруете. Тоа се многу мали количини. Границите кои се дозволени во килограм производ се често многу ниски. Кога сте слушнале дека некој се затрул од зеленчук или дека завршил во болница? Порано храната беше многу помалку безбедна. Пред 20-30 години немаше контроли. Аналитичките уреди не можеа тоа да го детектираат. Тоа беа многу посериозни труења. За жал, многу повеќе од самите произведувачи. Македонските експерти веруваат во работата на надлежните институции и во сето ова гледаат друга позадина и обид да му се наштети на македонското земјоделство. Секогаш во позадините на овие работи јас гледам и една друга позадина, ви рекол. Мислам дека не секогаш е реална состојбата. Значи, тие така наречени нетарифни бариери кои што ги поставуваат државите често пати се во насока токму на тоа да го фаворизираат сопственото производство. Не можејќи преку царини, квоти и други ограничувања пристапуваат понекогаш и кон вакви. Нејасно е како пестицидот завршил во зеленчукот и воопшто ја преминал хрватската граница, ако се знае дека по извршената контрола на граничниот премин при влез во Хрватска, пратката не е запрена и дозволен е влез во земјата. Извозникот не е производител, пиперот го купил од други правни субјекти кои вршат откуп од индивидуални производители, информираше Инспекторатот за земјоделство. Извозникот има извршено повеќе лабораториски анализи за присуство на пестициди во царената пиперка и тоа во акредитирани лаборатории во земјата и други земји.